Добар ден. Се надевам дека и денеска повторно ве наоѓаме во одлична здравствена состојба и расположение, а токму тоа ниво ние од наша страна ќе се потрудиме преку темата и гостинката да го подигнеме. Она што денеска ќе го зборуваме повторно би рекол корелира со пандемијата од коронавирусот и заболувањето COVID-19. Што конкретно ќе зборуваме и кој ќе ви стои на располагање за да и вие поставите прашање, ќе откриете по оваа најава. Денеска во Фактор здравје ќе зборуваме на тема дијагностицирање и следење на COVID-19. Од стручен и практичен аспект од своето практично и научно искуство на гостинката, денеска ќе ги откриете аспектите за тоа кога и како треба да се врши тестирање за COVID-19 заболувањето и што понатаму треба во однос на следењето кај пациентите кои што имаат одреден позитивен, односно негативен резултат. Она што треба да се земе во предвид е фактот покрај дека серолошките и PCR тестовите се тие кои што се применуваат, но повеќе детали од технички аспект, повторно ќе кажам, денеска ќе откриете преку разговорот со професор доктор Катерина Тошевска-Трајковска, специјалист по медицинска биохемија и воедно раководител на Институтот за медицинска и експериментална биохемија, кој што е дел од Медицинскиот факултет во Скопје, практично и паралелно кој што пак е дел од Универзитетот Свети Кирил и Методиј исто така во Скопје. Професорке, добар ден, добро дојдовте во Фактор здравје и благодарам што ја прифативте поканата. Како сте? Добар ден, благодарам на поканата. Добра сум во овие услови тешки за живење и тешки за работа, меѓутоа се носиме со сите предизвици што ни го носи ова време. Сигурно, благодарам што во името на Фактор здравје и моje лично денеска сте во емисијата со оглед на актуелноста на темата. Предлагам да ги видиме блокот реклами, а потоа ќе ви ги презентираме советите и информациите преточени преку разговорот и споменатата тема. Интересот и можноста да контактирате со нас и да поставите прашање во Фактор здравје и денеска со задоволство вие нудиме како можност, а тоа може да го направите на 60919224, односно 60919225. Со оглед на актуелноста, уште еднаш потсетувам дека денешната тема дијагноза и следење на COVID-19 ќе ја третираме преку разговорот со професор доктор Катерина Тошевска-Трајковска, специјалист по медицинска биохемија. Она што на почеток сакам професорке да ве прашам со оглед на фактот дека не сме зборувале специфично за вашата специјалност, накратко да објасните и да ја представите лабораторијата, односно институтот со кој што раководите. Да, ви благодарам. Во пандемијава со COVID се истакна значењето на лабораториите, односно лабораториската дијагностика. И мене ми е задоволство што имам можност да го представам прво Институтот за медицинска и експериментална биохемија, каде работам. Институтот е дел од Медицински факултет и во состав на институтот функционира лабораторија за биохемиски испитувања и ми причинува навистина голямо задоволство и гордост да им представам на гледачите дека тоа е прва лабораторија од државниот сектор која беше акредитирана по меѓународен стандард ISO 15189, тоа е специфичен стандард за медицински лаборатории. Што значи акредитирана? Значи дека лабораторијата има формално признание дека може да изведува, односно формално признание дека има технички и менаџерски компетенции. А кога говориме за биохемиска лабораторија, тоа значи дека е од формален аспект признаена да изведува различни лабораториски тестирања. Не само COVID-19, за да нема забуна сега, да. Ова е нешто кое што ние нормално последно го воведовме да го работиме во нашата лабораторија. Меѓутоа, искуството од претходните години и акредитацијата ни ја дава таа слобода, знаење и стручност да може да влеземе во костец и со COVID-19, односно конкретно со серолошките испитувања кои што се работат во нашата лабораторија. Споменав дека сме дел од институтот, само за гледачите да напоменам дека како институт ние имаме тројна активност, наставна дејност, на која што отпаѓа најголем процент од нашето време и најмногу сме посветени во додипломската едукација на студентите по медицина, здравствена дејност и научна дејност. Пандемијата ги спои сите три сегмента во еден момент да функционираат заедно пред со здравствената дејност
и секако научниот аспект, бидејќи со почнувањето на пандемијата и законските мерки што беа преземени, знаете дека наставата се префрли од физичко присуство на онлайн настава и тоа ни остави малку повеќе простор да се фокусираме на научната дејност во овој период. Верувајте, беше голем предизвик, можам да бидам слободно искрена да кажам и страв, бидејќи се соочевме со нешто непознато, но не непознато само на нашите простори, туку и на глобално ниво. Меѓутоа, стручност и професионалноста не ни дозволуваше да стоиме по страна од сите овие активности што се случуваат и затоа почнавме со серолошките тестирања. Да, и пред овие тестирања само мала дигресија во однос на научната и наставната дејност која што рековте оваа пандемија ја спои на некој начин покрај здравствената и проектот кој што го добивте, за кој што само неколку аспекти би сакал да презентирате и ќе ги поврзаме после со тестирањата. Некаде на средина на април беше објавен повик од Агенцијата на франкофонски универзитети за финансирање на проекти, било какви проекти кои што се поврзани со ковид, но тоа е повик кој што се однесува на високообразовни институции, коледжи, мрежа на институции, сите од високообразовен домен. Конкуриравме на овој повик, се пријавивме под едни исклучително тешки околности, бидејќи имавме само 5 дена за подготовка на проектот и јас повторно ќе ги потенцирам младите кадри, бидејќи дел од истражувачите се наши бивши студенти, сега колеги, доктори, кои што се вклучија несебично и ми помогнаа многу во подготовка на проектот. Временската рамка ни беше многу кратка, меѓутоа успеавме здружено сите. Имам еден колега кој што е на докторски студии, а е магистар по епидемиологија и работи на Каролински институтот, тоа е доктор Харис Бабачич. Да, и тој ни бил гостин додека беше студент уште. Харис Бабачич неколку пати се јавуваше на телевизија од негов аспект да даде придонес во епидемиолошките карактеристики и водењето на статистика за COVID-19. Потоа имаме колешка, морам да ги споменам, името ми не ми е многу драго и навистина сакам да ги потенцирам, доктор Сандра Игњатовска, која што е сертифициран консултант за справување со кризи и катастрофи и е соработник на Црвен крст, и доктор Марија Спасовска, која што ни помогна околу организирање маркетинг на овие активности. Имаме доктор, тоа е доктор Наташа Тушевска-Спасова, професор од стоматолошкиот факултет, и секако носители на овој проект се сите вработени на Институтот за медицинска и експериментална биохемија, сите наставници, па ќе ми дозволите да ги споменам, професор Сонја Топузовска, Даница Лабудовиќ, Јасна Богданска, јас како раководител би составила последна на проектот и на институтот, доктор Ирена Костовска, Светлана Цековска, Јулијана Брезовска, имаме млада докторка Христина Ампова. Сите секојдневно работат во лабораторијата со цел да се реализира овој проект. И тука Институтот за имунобиологија и хумана генетика. Значи, ние два института сме дел на медицински факултет и на овие два института се изведуваат серолошките испитувања. Еден мора да биде координатор на проектот, меѓутоа заслугата припаѓа на сите кои што ги споменав, бидејќи се дел од тимот, се дел од тимот и несебично се даваат во тешки услови. Вие поминавте пред некој ден на институтот да се договориме околу емисијата. Се работи по 12 часа на институтот со целокупна сите мерки на заштита, на лична заштитна опрема, која што е навистина тешка, условите се непријатни. Стресот е голем, бидејќи се работи со потенцијално инфективен материјал. Сепак работиме ние со биолошка течност, тоа е дел од крвта, со серумот. И зошто ни е битен овој проект? Работиме серолошко тестирање кај здравствени работници. Што значи серолошко тестирање? Се работи со дел од крвта. Во крвта ги одредуваме антителата, IgG антителата кон вирусот SARS-CoV-2. Меѓутоа, не работиме одредување на антитела само кај доктори на медицина и средниот персонал кој што е секојдневно во контакт со пациентите, туку и кај докторите по дентална медицина, стоматолозите, новиот назив е доктори по дентална медицина, исто така
персоналот, средниот персонал кој што помага и фармацевтите ќе бидат вклучени. Значи сите алки од здравствениот систем. Сите алки, сите по дефиниција и по закон здравствени работници, тоа се овие кои што ги споменав и мене ми е многу драго што има голем интерес, голем одзив, се работи интензивно и паралелно на двата института, бидејќи на двата института се наоѓа опремата, инструментот кој што ни помага во изведување на овие серолошки тестирања. Колку медицински лица, каков е предвиден проектот да се изведува и колку време да трае, после што нели ќе следи анализа сигурно? Да. Повикот беше акцентирано дека ќе се даде предност на проекти кои што имаат голем социоекономски импакт, влијание за кратко време. Проект кој што може да се реализира во краток временски период и ние предвидевме да се заврши во периодот од јуни, се извинувам, до август. Со оваа динамика со која што оди сега испитувањето, за многу кратко време ќе ги испитаме здравствените работници. Доброволно уште еднаш да кажеме, нели, кој сака. Се на доброволна основа. Ние имаме рандомизиране по случаен избор, не инсистираме, но имаме дизајн и прво ги вклучивме оние институции каде што имаше кластери, каде што имаше жаришта, односно вработени, позитивни, заболени, хоспитализирани некои од нив. И целта ни беше да видиме каков е имуниот одговор кај овие лица и кај нивните колеги, бидејќи здравствените работници имаат одговорност прво кон себе, кон сопственото здравје, кон здравјето на своите најблиски во семејството, но и кон пациентите, бидејќи во секојдневен контакт сме со пациентите и многу е битно да секој од нас знае во каква имунолошка состојба е во моментот, иако ако ние денеска сме негативни, тоа не значи дека тоа ќе биде трајна состојба. И обратно, да. И обратно, ако утре ние имаме контакт со позитивен пациент, не значи дека и ние ќе развиеме болест, можно е да се инфицираме и најстрашно е доколку сме инфицирани, но сме асимптоматски носители, тоа значи дека еве ќе се дозволам да го сееме, да го шириме вирусот без да знаеме. И затоа прво ги како целна група ни беа овие институции каде што имаше позитивни пациенти кои што беа нормално соопштени по медиум, се извинувам, доктори, здравствени работници. Да, во дневни извештаи беа реферирани, да, беа реферирани, многу е транспарентна оваа студија, сите податоци се знаат, јавно е објавен проектот на веб страната на АУФ, тоа е агенцијата на франкофонски универзитети. И затоа ми е драго што може секој што смета дека треба да биде вклучен во ова испитување. Ке повторам, ако ние детектираме IgM антитела, прво еве да објаснам за гледачите што значи серолошко испитување. Да, тоа и што значат IgG, односно IgM. Да почнеме од почеток, всушност, и која е улогата на лабораторијата во дијагностиката и пратење на COVID. За дијагностицирање на пациенти дека се позитивни кон COVID, дека се носители на вирусот, златен стандард е молекуларното тестирање, односно PCR, тоа е кратенка од полимеразна вирижна chain reaction, полимеразна вирижна реакција, каде што имаме амплификација на вирусниот материјал, со тоа што овој вирус е РНК вирус. РТ кратенката, бидејќи многу ме прашуваат што значи real time, но тука имаме и реверзна транскриптаза ензим, каде што од РНК ние добиваме ДНК и потоа се случува амплификацијата. Значи, молекуларното тестирање ни служи за детекција на акутна инфекција, односно за детекција на присуство на вирус. Не значи, во моментот. Не значи дека тој што има вирус, дека ќе развие болест. Тоа е неколку пати кажано од реномирани професори. Јас сум ученик на професор Никола Пановски и не би го повторувала тоа што професорот сите овие месеци наназад го кажува. Не значи дека некој што има вирус, а како се зема брисот, или се зема од горните дишни патишта или од долните дишни патишта, кај нас се зема од назофарингеален и орофарингеален бриз, значи од горните дишни патишта. Во болнички услови се зема од долните, тоа е бронхоалвеоларна лаважа, спутум исто така може да се земе. Меѓутоа се практикува кај нас од горните респираторни патишта
И кога ќе се направи оваа техника, бидејќи условите бараат високо ниво на заштита за персоналот и да нема контаминација на материјалот, ако излезе позитивен резултатот, велиме дека е PCR позитивен и дека е носител на вирусот. Коронавирусот, а не е заболен, нели по автоматизам, не мора да значи. Дека, не мора да значи дека ќе развие болест, но може, во зависност од тоа колку имаме број малку е несоодветен термин, вирусни честички, може да ја шири инфекцијата. Многу податоци има во литературата, има и контравирусни податоци, но затоа правилото е, ако се изолира некој пациент, некој испитаник, дека е PCR позитивен, значи носител на вирусот, вториот чекор е да се изолира, за да се спречи ширењето, бидејќи е потенцијален преносител. Така. Серолошките тестови се работат во крв. Ние земаме крв, венска крв, се изолира од крвта течниот дел, тоа е серум или плазма, но може да се работат и во полна крв. Сега постои една недоумица, кои се тие серолошки, што се серолошките тестови, брзи тестови или се, дали може секој да работи во секакви услови. Постојат два типа, тоа се брзи или рапид тестови, кои што, еве ќе се дозволам едно вулгаризирање, како плочките за тест за бременост, каде што по реакција имунолошка, повторно имаме антиген, антитела реакција. За некоја минута имате резултат. За некоја минута има резултат и се гледа нели наједноставно објаснување, ако има цртички имаме позитивен, меѓутоа не сакам на овој начин да ги презентирам, бидејќи сепак и тука има една биохемиска. Да, најсимплифицирано да може да ме сватат. Ако има цртички, нели велиме дека е позитивен резултатот и негативен резултат ако не се добијат, меѓутоа пак не сакам да се дозволам вакво едноставно објаснување. Меѓутоа овие брзите тестови се изведуваат во полна крв. Тоа е разликата. И се квалитативни тестови. Значи, што значи квалитативен? Кажуваме има или нема детекција на антитела. Позитивен или негативен ќе биде резултатот. Немаме квантифицирање. Да. И проблемот е што овие тестови брзо излегоа на пазарот и најголем дел од нив не се валидирани и тука се јави едно незадоволство и едно чувство дека не се точни овие тестови. Точно е дека како што се појави вирусот на корона, нема време ни научната, ни јавност, ни производителите доволно да ги испитаат, да ги проверат и да ги валидираат, бидејќи во биохемијата најбитно нешто е да се валидира методата, да знаете колку е точна таа метода, за да може да се примени на пациентите, бидејќи има два типа на валидација, аналитичка валидација и клиничка валидација. Тука, за жал, нема многу простор самата пандемија и природата на вирусот и брзината и распространувањето и заземањето на пандемиски размери со смртни исходи со оние бројки кои што ги знаеме не дозволија да се направат вакви проверки како што обично се прави за сите други тестови. За серолошките тестови за кои што јас говорам и кои што ние ги користиме во проектот, се работи за специфична метода, ќе споменам без многу да детализирам, тоа е хемилуминесцентна метода. За изведување на овие тестови потребно е да има лабораторијата апарат, односно инструмент на кој што ќе се работат тестовите и затоа треба да се земе претходно крв. Но во биохемијата процесот се дели на три дела: преданалитички, аналитички и постаналитички дел. Не е само ставањето на материјалот на крвта во апарат. Многу е битна преданалитичката фаза и исто и за молекуларните тестови. Овој сегмент е многу битен. Како ќе се земе материјалот, како ќе се транспортира материјалот, под кои услови, како ќе се манипулира со материјалот, бидејќи кај молекуларните се зема бриз, знаете што е бриз, се става во медиум, треба да се транспортира, може не може да се види. Да се транспортира, треба да се манипулира, не да се засади, овде не работиме со садење, меѓутоа треба ладен ланец ако треба да се обезбеди, тоа значи да не биде на 30 степени преносот, туку треба соодветна температура да се обезбеди и се е тоа што влијае на точноста на резултатот. Затоа што ние велиме квалитетен резултат
и добар резултат е онолку колку што е точен примерокот, начинот на кој што е земен примерокот. Да, професорке, јас само овде ќе се извинам, имаме обврска рекламите втори да ги видиме, а потоа и ќе се навратиме на испитувањата и резултатите како во однос на аналитиката, така и за оние лица, пациенти кои што доаѓаат во вашата лабораторија. Многу ви благодарам за овој прв дел од разговорот, а по кратката пауза за реклами ќе ја продолжиме денешната тема. Вашиот интерес и вашите прашања и натаму се добродојдени и слободно може да коментирате во контекст на темата дијагноза и следење на COVID-19, а тоа можете да го направите на 6091-925, односно 6091-924. Уште еднаш подсетувам дека ваша и моја гостинка во студиото на Фактор здравје е професор доктор Катерина Тошевска-Трајковска, која што е специјалист по медицинска биохемија и воедно раководител на Институтот за медицинска и експериментална биохемија, кој што е дел од медицинскиот факултет во Скопје во рамките на Универзитетот Свети Кирил и Методи исто така во Скопје. Професорке, кажавте дека молекуларните или PCR тестовите за кои што зборувавме се едните аспекти или едните типови на тестирања, онаа друга група со која што вие работите и колегите и тимот се серолошките за кои што зборувавте, првенствено рапидните или брзи, и оние вторите за кои што ќе дадеме сега аспект, а тоа се оние од серумот на крвта или крвната плазма кои што ги земате. Што после земањето, бидејќи кажавте тој чекор е важен пред анализата и после земањето или анализата на податоците? Да, кога ќе дојде прашањето ми беше, само се извинувам, дали тој тој материјал што се земе е соодветно и важно во кој период од денот се земе или нема значење? Не, конкретно за оваа анализа не е важно дали се зема наутро, иако има правило во биохемијата за сите биохемиски параметри, ние препорачуваме пациентите да бидат гладни 10 до 12 часа, посебно кога се работи липидниот статус. Меѓутоа, за овие испитувања не е битно во кој период од денот ќе се земе крвта. Од полната крв, таа се центрифугира и се двои серумот, тоа е течниот дел од крвта, и во серумот ние ги детектираме антителата со, како што споменав пред рекламите, хемилуминесцентна метода. За да се изведе ова тестирање, потребно лабораторијата да има апарат на кој што ќе се изведува тестирањето. Едно ме прашуваат за колку време има резултат. 40 минути трае едно тестирање, реакцијата се изведува во овој временски период. Меѓутоа, ние пуштаме серија од серуми. Имаме можност, во зависност од типот на апаратот, најмалку 40 во еден момент да бидат поставени и резултатот се добива некаде за час и половина. Меѓутоа има претходна подготовка на апаратот и затоа, но како и да е, до крајот на работното време го издаваме резултатот. Ако стигнат серумите подоцна, бидејќи ни доаѓаат серуми примероци од внатрешноста, имаме задача и обврска да ги информираме за резултатот до крајот на денот. И тоа го практикуваме. Меѓутоа, пред да се почне со било какво тестирање, одговорност на лабораторијата е на специјалистите по медицинска биохемија да валидираат аналитички методата. Тоа значи да ги направат сите испитувања. Тоа се специфични од нашата област, да се провери точноста, прецизноста, повторливоста на методата, за да може да се примени на серуми од испитаници или пациенти. Многу се говореше за сензитивноста и специфичноста на тестовите и ние исто покрај тоа што имаме декларирана вредност од производителот за сензитивност и специфичност, имавме обврска и тоа беше и посочено во проектот да се испита сензитивност и специфичноста во така наречени in-house услови. Значи во нашата лабораторија конкретно да видиме колкава е сензитивност и специфичноста. Од кога тоа го направивме, тогаш почнавме со тестирање на примероци од испитаници, бидејќи е многу неодговорно да се рекламира некоја метода, да употребувате метода за која што не сте сигурни дека вие сте ги направиле сите испитувања согласно препораките од здруженијата. Ние околу COVID пандемијата ги слушаме препораките на Светска здравствена организација, на CDC, меѓутоа како луѓе од лабораторија
иако нашата професија се ја доживуваат како професија без лице, бидејќи не сме директно на некој начин, не сме директно во контакт со пациентите, меѓутоа го обработуваме материјалот од пациентите, имаме обврска и секој кој што држи до својот професионален интегритет ги почитува препораките на соодветните здруженија, како што е Европската федерација за лабораториска медицина и Интернационалната федерација за клиничка хемија. Значи, тоа се препораки кои што нас не ги даваат врвните здруженија од областа на биохемијата, клиничката биохемија и лабораториска медицина, и тие протоколи ние ги спроведуваме или ги повторуваме, или ги користиме протоколите како урнек по кој што треба да работиме. Само на тој начин една лабораторија може да биде сигурна во резултатите кои што ги издава. Јас кажав добар примерок, значи добар резултат во смисол имате зголемена сигурност дека со аналитичката метода на добро подготвен резултат ќе издадете точен резултат. Бидејќи вие во крајна линија добро подготвен материјал. Дијагнозата ја одредувате со тоа испитување. Дијагнозата, бидејќи биохемијата е дијагностичка процедура и конкретно сега со пандемијата се покажа значењето и улогата на дијагностичките лаборатории, тргнувајќи од PCR тестирањата, молекуларните тестирања кои што служат за дијагностика на COVID позитивни пациенти, преку серолошките тестирања и секако биохемиските рутински тестирања. Вие во најавата кажавте за дијагноза и за пратење на пациенти, бидејќи не значи само издавање резултати и веќе да го заборавите тој пациент. Туку конкретно пациентите кои што имаат лесна и кои што потешка слика или хоспитализирани пациенти. Секојдневно им се прават лабораториски анализи. За било која анализа да се направи, одговорните лица во лабораторијата мора да бидат сигурни дека за точноста на апаратите, на инструментите на кои што се работат анализите. Ќе почнам со крвната слика, комплетна крвна слика или хемограм. Нема лабораторија, конкретно и сега за случајот со COVID пациентите, нема лабораторија во која што не се работи крвна слика за овие пациенти. Комплетната крвна слика што подразбира? Да се испита во примерок од полна крв, да се испита вкупен број на еритроцити, да се испита концентрација на хемоглобин, да се испита концентрација на бели крвни елементи и пософистицираните апарати може да ни ја дадат и прераспределбата на бели крвни елементи на лимфоцити или бидејќи леукоцитите се гранулирани, па со различни обојувања ќе добиеме базофили, неутрофили, еозинофили. Сите тие имаат своја улога во имунолошката реакција. И сега што се случува, што е нешто што ние како препораки и како гайдлайнси водечи ги користиме, тоа е нешто што е забележано во студиите во Кина, но и во Италија, бидејќи таму беа првите жаришта, Кина па Италија. Во Вукан се случи, нели беше епицентар на епидемијата, меѓутоа се прошири во Италија, искуството од Италија ни се добре дојдени, посебно што во Европската федерација по лабораториска медицина реномирани имења потекнуваат од Италија, од регионот на Падова и од Торино. Тоа се лица со кои што ние сме во секојдневна комуникација и ни ги праќаат најновите испитувања, бидејќи сега може многу лесно да се објават трудовите и процесот на објавување е поедноставен, се со цел да се дисеминираат информациите, да може да бидат подостапни најновите сознанија до сите кои што се заинтересирани, посебно стручните лица. Да, и професор ке само би сакал со оглед на таа дисеминација или распрскување на нови информации, што значи еве еден позитивен тест во вашата лабораторија во однос за имунитетот пред се, дали на тој начин тоа е амнестиран веќе да не заболи од COVID-19 и што се препораките? Да, тоа и со тоа би завршиле. Така, тоа е целта на испитувањето, да видиме дали има траен имунитет. Да. Многу е рано да се каже. Ние прво детектираме IgM антитела кои што се добиваат веќе 7-миот ден по реакцијата со причинителот, меѓутоа најновите сознанија се дека од 12-тиот ден IgM треба да се детектира, потоа се добиваат IgG антителата и тие се тие кои што будат интерес дали и колку време ќе траат и дали ќе пружат соодветна заштита, односно дали ќе го неутрализираат вирусот. Многу е рано за било какви
дефинитивни толкувања и препораки, иако IgG... Но едно лично искуство имате со ваш пациент. Бидејќи имаме IgG антитела, ние што детектираме позитивни кај лица кои што прележале, кои што биле ПСР потврдени, клинички биле потврдени, кои што се донори на конвалесцентна плазма. И токму тука е всушност и идејата да ова антитела се даде кај пациенти кои што се активно болни, акутно болни во моментот, да им се помогне да се изборат со причинителот. Многу наука има во приказната околу COVID и се надевам дека ќе добиеме заклучоци кои што ќе ни бидат од интерес на сите, не само нас тука во Македонија, туку ќе се објават и на глобално ниво. На глобално ниво. Да, и нема да се менуваат секој час или минута до минута, бидејќи рековте, распрскувањето на новите информации е круцијално. Така, како за научната сфера, би рекол, така и за нас, кои што не сме дел. Така, нас не дава насоки како да се движиме со научните испитувања, а сите останати да ги пратат новитетите и најновите сознанија во превенција и во третманот, меѓутоа третманот сепак да го остават на стручните лица, сигурно, да ги почитуваат превентивните мерки, тоа е клучно во борбата против COVID. Со вас ни летна времето едноставно, професорке, ова нека биде и покана повторно да бидете дел од Фактор здравје, некаде од септември да ги анализираме оние податоци и резултати од проектот. Ви посакувам секое добро и поздрав до тимот со кој што раководите. Ви благодарам многу на поканата и се надевам дека следното гостување ќе биде со резултати од студијата. Да, ви благодарам уште еднаш, секое добро ви посакувам. Професор доктор Катерина Тошевска-Трајковска, специјалист по медицинска биохемија, беше денешна гостинка во Фактор здравје. Ви благодарам за вашето внимание и ве поканувам повторно утре во исто време и на исто место да бидете со новото продолжение од вашата здрава навика. Пријатно и останете со нашата програма и во одлично расположение.